На 25. септември рускиот парламент го поддржа законодавството со кое ќе им забрани на граѓаните на земјите кои дозволуваат родова транзиција, хируршка или на хартија, да посвојуваат руски деца. Председателот на Државната дума Вјечеслав Володин вели дека предложениот закон ќе ги заштити децата и традиционалните вредности. Но Рајан Ханлон, председател на Националниот совет за посвојување на САД, се грижи дека ова може да има повеќе врска со политиката отколку со децата. Every country has the right to set the eligibility. Секоја земја има право да ја постави подобноста што ја сака со кого ќе биде партнер за посвојување меѓу државите и мислам дека Русија не е поинаква од САД или која било друга земја, но се надеваме дека нема да има сеопфетни забрани за посвојување. Поддржувачите велат дека целта на новиот закон е елиминирање на секоја можност руските деца да бидат посвоени од представници на ЛГБТ заедницата. Половата транзиција е официјално дозволена во многу европски земји, Канада, Австралија, како и голем број земји во Азија и Африка. Сепак, руските политичари велат дека забраната првенствено е насочена кон земјите на НАТО. Можно е дека ова само начин да се каже не сакаме да сместуваме деца од Русија во земјите на Запад. Ако нивната грижа била само ЛГБТ заедницата, тие би можеле тоа да го направат со услов за подобност на родителите. Новиот закон нема да влијае на САД, бидејќи веќе постои руски закон со којим се забранува на американските граѓани да посвојуваат руски деца. Донесен во 2012 година, тој го доби прекарот Дима Јаковлев, по посвоеното момче од Русија кој почина додека беше во грижа на неговите родители од САД. Американката Силвија Танер посвоила 4 деца од Русија пред 25 години. Настја, Никита, Валера и Ања дојдоа во САД од сиропиталишта во Хабаровск и Биробиџан. Се пријавивме и ги посвоивме децата пред да отидеме во летен камп. Кога слушнавме за 2 други деца неколку години подоцна, го направивме истото. Танер, чии деца се возрастни, вели дека ваквите забрани само им штетат на руските деца, лишувајќи ги од живот во подобни семејства. Многу е тажно, бидејќи има многу парови како мојот сопруг и јас кои беа толку благословени што ги имаат овие неверојатни деца. А тоа ќе им предизвика многу проблеми пак на децата што ќе останат сираци. Без вистинско противење, законот најверојатно ќе биде одобрен од горниот дом на рускиот парламент и потпишан во закон од председателот Владимир Путин. Но дури да биде усвоен, не е јасно колкаво влијание ќе има законот. Според руските власти, само 6 руски деца биле посвоени од странски семејства изминатата 2023 година.